Добар ден, драги мои. Денес е петок, последен ден од оваа работна недела, но тоа не значи дека повторно нема да ве поканиме на една дискусија на која што верувам дека особено засегнатите страни ќе се вклучат и ќе го дадат својот став и видување. МКЦ повторно намета на партиски мегдан. Реагираат вака вработените во Младинскиот културен центар. Особено по новата директорска смена, односно непродолжувањето на мандатот на ВД директорот Ванчо Богоев, кој што 36 години е дел од институцијата. Досегашниот директор Богоев пак според вработените го продолжил успешниот пат на институцијата со наградата 13 ноември, и тоа за заслуги во областа на културата и масовната посветеност. Можеби и најголема во историјата на институцијата по повод 50 годишниот јубилеј. Лошите вести за Младински културен центар се и во кратењето на буџетот, кој сега е на ниво од 8% од годишниот буџет, со кој располагале во минатите години. А денешната тема во црвена линија е: дали воопшто ни е потребен Младински културен центар ако вака се однесуваме кон него? Секако ќе ве потсетам да не заследите и на социјалните медиуми, како што се Facebook црвена линија, таму каде што можете да лајкнувате, шернувате и коментирате. Се ова може да го сторите и на профилот на телевизија Телма, каде што ја објавуваме секојдневно нашата тема. Но она што навистина посакуваме да бидете дел од Инстаграм семејството, односно сите следбеници на црвена линија, а тоа е доволно доколку го кликнете копчето да не заследите и меѓу другото кликнете на Instagram Story. Автоматски учествувате во анкетата на кое што прашање бараме одговор токму од вас. Потребно ли е претходно искуство во културата за вршење на должност директор на културна институција? Одговарате со да и не. А црвена линија е секој оној кој што ќе се вклучи во ова денешно издание има и едно посебно прашање. Имаме ли култура за културата? Така е, на 02-307-0005. 5 линии се активни и овоа време додека да се вклучи и првиот гледач во оваа дискусија, ќе потсетиме дека основно правило во црвена линија е, знам дека многу пати повторувам, но што се мора не е тешко, значи намалете го тонот на телевизорот, ТВ приемникот, значи стишете го докрај и зборувајте исклучиво преку слушалка. Време траењето на секое јавување 90 секунди, но тоа не значи дека доколку се почувствувате недоискажани или имате нешто повеќе да надополните и кажете, секако отворени се нашите, ќе потсетам, 5 линии на кои што можете повторно и повторно да се јавите. Пожелно и да се развие дебата помеѓу вас гледачите, се разбира ќе слушнете многу размислување и ведување како што постојано тоа и се случува во секое издание, па и еве ги охрабруваме оние кои што се директно инволвирани, засегнати, да се вклучат во ова денешно издание и да го пренесат својот став. Ќе потсетам дека секако многу повеќе за случувањата во Младински културен центар можете да прочитате и на telma.com.mk. Одиме со вклучување и на првиот гледач во ова денешно издание. Добар ден! Добар ден. Секој добро, вие сте веќе во црвена линија, верувам дека се слушаме. Добар ден, од Битола поздрав. Голем поздрав. Па еве сте биле ли на случување во Младински културен центар? Во Битола има голема култура и постои од... Може за културата, да зборам за културата, ако може. Добро. Постои од давна, од древно доба, од времето на Александар Македонски и е многу културен град. Многу има господа што се честни и поштени, што може да ти помогнат, што гледат културата и чистотата на луѓето е многу важно, рад се лице. Тоа добро, тоа за короната што ме учеа тоа збора за чистење, за миење добро, туку култура за понаšање. Еве, например, ако одиме во друг град, например, ако одиме во Софија или Париз или оно. А еве, дали сте посетувале настани во Младински културен центар? Да бидеш културен и може да. Јас сум културен секој пат со сите
сите ќе ќе велат пала, извинете, ве молам, извинете, се понашам, многу сум културен и многу е важно тоа. Добро, благодарам за јавувањето. Поздрав до Битолчани. Еве, знаеме дека е градот на културата, но ќе потсетам денес, еве, ќе побараме сите оние кои што ја имаат својата историја, бидејќи Младински културен центар го одбележи својот јубилеј од 50 години. Тоа е центарот во кој што се ги даде и големите таленти во многу насоки во културата, а препознатлив е и по многу ивенти, се разбира изложби, фестивали, концерти, филмови и што се не. Но на зашто денес се зборуваме е секако последните случувања кои што се го одбележуваат постоењето на Младински културен центар. Ве прашуваме дали воопшто и ни е потребен Младински културен центар ако вака се однесуваме кон него и сметате ли дека имаме култура или сенс за културата. Добро вечер. Добро вечер. Секој е добро и вам. Значи вака малце, како да кажам, со културала, некако луѓето се малку посебични, или да речам, не знам како да кажам. Меѓутоа, ова уопште не ми се допаѓа, бидејќи човек што работел толку години таму, да го смените вие, за некој што не сакал за некого да подпише, значи ова е срамота прво за градоначалничката. Значи на еден интелектуалец да се како да кажам, да се понаша со вакви работи, не е во ред за мене. И сега вие молите, ставате таму некој човек, не знам што е инспектор или таму што е, не знам. Овако само колку овако да се тргне човекот кој 30 години работел и нема никаква дамка и МКЦ функционирало и функционираше, и јас многу таму имам пати и одено, така да не можам да сватам како може така некој само лично од своја потреба, не знам како да се изразам, да направиш добро на некого, да му направиш лошо на другиот. Значи нема, ова е стварно каприц. Буквално не знам кој друг да го кажам, збор да не увредам никого. Значи ваков каприц да се направи, ова е неподносливо и не може да се опрости. Видите, вие се што направите. Ниту го запосливте тој човек, го избркавте тој што е таму адекватен и што работил за такво години и ставате било само кој да биде од ваш интерес и инак буквално да замене од градоначалничката. Благодарам за јавувањето. Внимавајте на тајмерот, ќе посетам 90 секунди. Сега ќе се префрлиме и на Твитер заедницата, таму навистина беше преплавено од коментари поради смената на директорот во Младински културен центар и последните случувања, па ќе почнеме и со она што го напиша Атанас Киријаковски на Твитер. Твитот е од 18 јануари. Напишал од утре, МКЦ има нов ВД директор, Никола Алексов, дипломиран детектив. Дефинитивно живееме во драма од Семуел Бекет. Мирјана напиша утре, Артан ќе го консултираат за меѓуетнички односи, Изет за човекови права, Макрадули за животна средина, Љубе за безбедност, а Спиро за образование. Се смеете на поставувањето детектив за директор на МКЦ, ама тоа е само она трула црешка на врвот од колачот. Одеме понатаму, ако има гледач, го вклучуваме веднаш, ќе подсетам, бараме и оние кои што се директно инволвирани или сведоци на овие настани, слободно нека се јават и нека пренесат ситуацијата каква што е во моментот во Младински културен центар. Добро вечер. Добре. Се чујаме? Да, се слушаме одлично. Прво прашање, имаме ли култура за културата? Слушај, како културен центар не треба. Зошто? Те кажам, младите избегало страното. И тие што останаа тука. Што е културен центар? Сега тие започнување во Германија. И тие младите ги снема. И овие нека останат, кажам, власта нека остане сама. Сама нека остане, нека се биде. А ова е катастрофа не биде. И ја тук чукам, дали е тако да не биде. Нема пари за младите. Како нема пари? Како нема пари? За вас има пари. Тема. И не треба да има председател. А јас се чудам. Што треба да има? А треба да
Да, имаме културни младенци, култура да свираме, да са културни, да се. Те како овие до сега, што не водат, да е култура. Те култури да напаѓат телевизија, да напаѓат секој што е, сами да се напаѓат. Млади да се културат и да бидат културни. Таа вода државата напред, се не дадат. Пријете поздрав. Благодарам, бидете поздравени и ви, продолжете да не гледате. Продолжуваме понатаму, ако има гледач, ви даваме вам предност, бидејќи сите овие минути во црвена линија се исклучиво за вас. Добар ден. Ало? Добар ден, вие сте во црвена линија. Намалете го само тонот на телевизорот, ве молам, подобро ќе се слушнеме. Дали се уште го имаме гледачот на линија? Случајно ја пратам вашата емисија, меѓутоа, пошто е МКЦ во прашање, ми беше интересно да се јавам, пошто го следам настаните во МКЦ. Драго ми е, повелете. Може би преку 30 години. Од ЕКВ, Зелена гуска, па се наваму, поредко или почесто. Многу убави настани, во некој од нив сум уживала, меѓутоа, Дали се уште сте на линија? да, Да, не знам дали сум у програма. Да, ве слушаме, продолжете. Да продолжам со зборење? Да, продолжете, ве молам. Генерално не би требало да се зборува само за МКЦ. Јасно ми е дека партиите, за да ја спроведат својата програма која ја пласирале, би требало да одредат министер на култура и некои позиции во Министерството. Генерално во сите културни установи мислам дека граѓаните би требале да имаат многу повеќе учество. Значи да се пласира програма на тие кои конкурираат на конкурсите за било која културна установа и да можеме и ние да реагираме. Начин може да се најде и не би требало било која партија да злоупотребува тоа што е на власт, да поставува или да се одолжува на некои своји членови. Мислам дека тоа би решение, само не знам на кого би одговарало, освен на нас граѓаните. Ајде, според вас потребно ли е барем претходно искуство во културата за вршење на ваква? Како да не, ја веќе гласам секако. Така. Благодарам многу и задоволство ни е што прв пат се јавувате во една ваква емисија и се надевам дека и во секоја наредна дискусија која што ќе отвара црвена линија ќе бидете дел и ќе учествувате. Одеме понатаму, добро вечер и за следниот гледач. Добро вечер. Повелете. Дали воопшто ни е потребен младенски културен центар? Ако вака се однесуваме кон него. Да, и јас не сум од Битола, сум таму, би требало, ако има вработени во Македонски културен центар, и ако се движи уште културата во Македонија, значи со платежни средства, значи да има некој да живее од тоа, да гледа фамилија, оти да не, значи може да ни е потребен, разбирате? Така, продолжете. Така, до кај ни е стигната културата, не знам, само сакам да го поддржам тој првиот гледач, рече, ние од Битола имаме културен центар, само кај нас не се вработват луѓе за култура од Битола, туку се вработват само во Скопје, разбирате? Тоа ми е, инаку ако има некој да живее, ако јади Во вашиот центар, културен центар, имате дефицит од кадар, предпоставувам, тоа сакате да кажете? Да, може има, ама дефицит, ама ме разбирате дали ќе се вработат со без факултет или без, значи, образовани или необразовани, то не знам. Значи, се бара прво пари на факултет да платиш па да учиш, ме разбираш? Така, не може, значи, треба да имаш татко, мајка богати, да ти платат на факултет, па да учиш за култура. Разбирате? Значи, прво се бара пари на факултет. Немам време, ќе ве молам, друг пат ќе разговараме. Секако можете и во текот на ова издание едно репете повторно го завртите телефонот, ќе ви се заблагодарам и еве драго ни е дека и од Битола како град на културата се вклучуваат гледачи со оглед на тоа што верувам дека имате и одговор на прашањето дали воопшто имаме култура за културата и дали е потребно претходно искуство во културата за вршење на должност директор на културна институција. Ако има гледач, одиме со вас веднаш. Добро вечер.
Добро вечер, Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Вака, сега сакам малку да парафразирам, ако може. Секако. И прашањето ми е дали воопшто нам не е потребна држава за да живееме во неа, а не само Македонски културен центар. Дали сите сегменти во државата функционираат како што треба да функционираат? Така, продолжете. И сега малку прашањето ми е иритантно, бидејќи само Македонски културен центар не е сегмент, не мислам тој сегмент, ама не е дел од целото живење на државата, затоа што многу се јаваме Штип сега. И Штип е град на културата, секако. Дали... Така, продолжете. Мислам дека треба малку подлабоко да се замислиме дали. Благодарам пред себе што се јавивте од Штип. Поздрав до штипјани кои што следат Црвена линија. Ке ве подсетам, време траењето е 90 секунди. Така да, кога се јавувате, секако гледате да не правите предолги паузи, бидејќи времето изминува, не би сакале да ве прекинуваме, односно тајмерот секако автоматски се исклучува на 90-та секунда. Но сме отворени, можете слободно повторно да завртите. Телефонот веќе звони во Црвена линија, што значи добро вечер, добар ден за новиот гледач или гледачка. Добар ден. Добар ден. Проблемот на МКЦ. Што е проблем на МКЦ? Тој треба да постои заради едукација. Ме слушате? Да, продолжете. Едукација на младите кадри, кои што немаат други можности да плаќаат, значи во областа на културата, како да речем музика, театар, балет и така натаму, значи таму да се едуцираат. Овде е проблем директорот. Што директорот? Директорот може да биде проблем дали има 1000 евра плата или не знам што. Ама друга е белјата сега, да ви кажам најотворено што се случува во општество. Значи тој МКЦ треба да вработува таму, да ангажира професионалци од одредени области, ама волонтерски. Значи глумец, балет и не знам што, да дојде таму и да ги едуцира децата без пари. Ама таму очигледно дека има некаков бизнес, ме разбирате? Јас не сум целосно во тек таму, но ги гледам училиштава по општиниве. Направени терени спортски, направена спортска сала и наместо како на времето наставникот по физичко тоа да го обавува, тие го даваат на приватна фирма и тие им наплаќаат на децата за да се занимаваат таму со фудбал и со спорт. Ме разбирате? Така. Таму тоа ќе да биде проблемот. Јасно. Благодарам многу и вам за вклучувањето во Црвена линија. Се префрламе малку на Твитер и ќе продолжиме со твитот на Шака Г, која што напиша: "Те сакам ко Бени Шакири што го сака директорското место во МКЦ." Чинчи Линхо напиша: "Донесоа джандар на чело на МКЦ." МКЦ е солидарно, ова е една фотографија објавена од таму. Дачес е, еве вака, ќе ви го прочитам овој. 6-7 години откако запнат за тој МКЦ, толку ли нема некој друго место за него? Дачес напишала суета. И Лена Петров има напишано што знае Данила што е МКЦ. Но секако вас бараме да се вклучите во Црвена линија, особено ако сте од засегнатата страна, директно вклучени во случувањата на Младински културен центар, и секако сите вас ве прашуваме имаме ли култура за културата и дали е потребно претходно искуство за во културата и во вршењето на оваа дејност, особено доколку сте раководен кадар во една институција која што се занимава со култура. Добро вечер. Ало, Здраво. добро вечер. Добро вечер.
Се слушаме. Да, одлично ве слушаме. Па видите, овие културни центри се измишлјотина сега за овие да си вдомат нешто, да прават некои дубиози финансиски, ништо друго. Тие го сакат, има место и што каде како да се развиват. Како што рече предходниот, во школите, место децата имаат и игралишта, се има она, тие организираат, приватно да им наплаќаат. Ова е пак некој бизнис, размислуваат што како да направат. Затоа што, знаеш, нема за сите да им кажат, трчале, лепеле плакати овона, сега нема место кај да го вдомнат и чекај, ќе ти отвориме вамо, ќе ти отвориме онамо, ќе те наместиме вамо, ќе те наместиме. Само државата да ја раздробат. Нема, појма нема. Културни луѓе. Кој ги васпитал кога нема културни, да не речам тие одгоре што е протежираат власта и политиката и науката. Сегде се тие вмешани против државава да ја уништат. На сите страни само роварат, само копат. Државава да не постои. Ама на овој народ тоа му се прави и водата треба да ни ја запрат, све да ни запрат. Вода, струја, леп, ништо да немаме. Затоа заслужуваме. Или народот ќе се пробуди, или нека спие, опште нека не се буди. Благодарам. Секако вие останете будни и бидете дел од ова издание на Црвена линија. Продолжете да не гледате со цел да слушнеме што понатаму ќе кажат останатите гледачи. Добро вечер. Здраво. Здраво. Овака ја би кажал, едини остров во оваа држава каде што македонската култура успеваше малку од малку да се промовира, значи каде што младежот македонски можеше да биде покомотен, значи по-македонски, повеќе македонска култура да се шири. Сега више се бори за тоа, тука се бори некој за двојазичност. Значи, уште тука не ставија двојазичност и тука ќе стават више двојазичност. И полека тие активисти таму што беа у МКЦ, за кратко време ќе бидат на клоци истерани од таму и више нема да биде МКЦ, ќе биде АКЦ, а и во меѓувреме не ни беше МКЦ, беше повеќе како што го подпиша со Преспатскиот договор, СМКЦ, значи Северно-македонски културен центар. Збориме искрено. А иначе бидете според вас потребно ли е претходно искуство да има раководството во културата? Па биде треба да има, ама бидејќи све е партиски, навеќе сега колку и да се враќаат овие партии што се албански, ама како запињат, секаде ударат и у култура и у све остане. Добро, благодарам за јавувањето. Продолжете и вие да не гледате. Повторно ќе прочитам нешто од твит, се разбира, можете како инспирација, не случајно ги читаме и твитовите од Твитер заедницата, бидејќи и тоа е јавно мнение. Нешто напишал како ретвит, односно коментар на главниот твит на Свесте Тесе, кој што вели: дајте им го МКЦ на торте, Стевич и Јаруш, па да видите што е институција. Кажав што кажав. Нешто ретвитна, односно реплицира, не успеавме да ја вратиме коцката во центар, да ја воспоставиме во МКЦ. Добар ден. Добар ден. Секој добро, Црвена линија, повелете. Благодарам и ва. Исто, вака. Барате нешто кај што не е таму. Значи, култура во културата. Првата работа почнува од дома. Значи, родителите, како ќе си постават нивните стандарди и нормативи спрема децата, така понатаму одат. Значи, основното правило е од темелот. Втора работа. Ако више, некој, например, не може да се најде или било како, има решение. Затоа во високото образование викат, мора да излезеш, значи ќе идеш таму и таму, имаш задача. Претежно Данска, Шведска, Норвешка одат за и Германија, одат за Атина. Значи посетуваат дело тоа и воедно учат култура, нивни обичаи и тоа. Ја пошто сум излезен од 2013 нагоре, така да истите проблеми ги имаат и другите луѓе во други земји. Мене не ме е срам да прашам како вие го решавате тој проблем. Тоа што треба политичарите да го сторат,
А они са доста паметни само за некои одредени случаи. Сега, да не мешаме политика со друго, али едноставно е. Не може и некој со купена диплома, значи да знае што работи во оваа држава. Најголемиот проблем е тоа што тие купени дипломи се пропнаа во многу институции и затоа сите институции се каша попара. Мислам дека како телевизија имате во ДОЕМ и поем, значи ги гледате, тоа се јавни, значи што бодат во очи глупости што се прават. Мислам дека најрелевантно овие последни ве гледате како кој што изда. Ке подсетам само внимавајте на тајмерот 90 секунди, автоматски се исклучува, но сега кој големо благодарам што земавте учество во денешната дискусија. Гледач, ако имаме, велам добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Секој е добро, во црвена линија сте, повелете. Да, Македонски културен центар. Па изгледа... Младински културен центар. Младински, извините, Младински културен центар. Изгледа има некој незапослен. Младински културен центар. Изгледа има некој незапослен останато од тие со купените дипломи, немаат му место, мора некаде да го сместат. Од и другите сите се запослени со купените дипломи. А тие што се вршуваат редовно факултет, за тие нема место, тие мора да одат или некаде како службеници малку, или да одат у странство да бегат да тражат екзистенција. Па тука е веќе страшно да ви кажам за тие со факултет. Па погледнете какви учебници напишаа, за каква култура се зборе кај нас. Неписмени луѓе са вие учебници да пишуваат. 10-та годината помина и второто полугодие ги помина немат учебници. Кој ќе ги врате тие пари тамо што беа? Што ги дадеа 250.000 евра? Стават неписмени со купени дипломи. Срамота. Срамота е во го нема никаде. Никаде го некаква култура ќе шират. Пријатно и фала. Добро, во ред, благодарам. Ако тоа беше се, продолжете да не гледате. А Твитер, еве повторно ќе ви прочитам нешто и оттаму. Елче Зелче напиша: ако те сака ко Бени МКЦ, е тој да го чуваш. Джордж Вашингтон постирал слика и вели: сликава сама вработува во МКЦ. А Слепо Црево напишал: се е супер во земјава, само МКЦ боде очи. Погледни околу тебе и ќе видиш дека има многу побитни нешта за кои треба да се буниме. Одеме понатаму, ние секако целото време го посветуваме, особено на оние кои што директно се вклучуваат во црвена линија, па така ќе вклучиме и следен гледач. Добро вечер. Добро вечер. Секој добро. До вашата телевизија и поздрав до гледачите. Благодарам. Од Ацо Гиновски. Ја ќе кажам дека не е потребно искуство, затоа што до сега кажа праксата така. А има некултура во културата. Све е обратно кај нас. Се е партиски и не постои ништо правило, нити прописи, нити тие стојат само на хартија. Немојте да барате правилно, затоа што немаме прави луѓе. Не ја носат оваа влада прави луѓе, не ја водат. Водат бандити, плячкачи, безнавредливи зборови. Ништо друго. Не сакам да ви го одземам времето, нека се јавуваат повеќе. Бидете Ова е поздравени. вашето време секако, но доколку сметате дека е доволно да искористите волку време, и тоа е секако важно. Благодарам за јавувањето. Ајде одиме понатаму. Добро вечер. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Ало. Добро вечер. Добро вечер. Па еве, имаме ли култура за културата? Што мислите? Нам ни треба култура. А култура ни треба. И знаеме што е култура. Ама ја немаме во главите. Значи, културно се краде, културно се купуват дипломи, културно се шверцува, културно се малверзира целата држава, Али Ахмети културно се однесува према македонскиот народ,
Значи, уопшто земено, албанците ни ја наметна нивната култура. Полека. Тоа е сега во Загреб. А еве сега кога зборуваме за состојбата во Младински културен центар, направена е смена, па еве сметате ли дека треба да имаме претходно искуство во културата за да бидеме на раководно место во таква институција? Видете, на секое работно место треба да има искуство, без разлика и метлар да си, и чистач, пак треба да има искуство. Дали тоа ќе биде 6 месеци, година, е потребно искуство. Било за што да е. Али, ја не знам сега, што сакат овие, што не му е јасно. Благодарам за јавувањето. Префрлам повторно на Твитер. Супергрл напиша, упорно пробуваат МКЦ да го направат партиски штаб. But why? Во превод од англиски, но зошто? Ете, вака изгледа тој твит. Одиме понатаму. Што ви смета сега Бени, напиша Тодорч. Во шарената Бени беше најшарен од поевтините промененци. Впрочем, Бени на прва линија е скопјанец, а го нема ни во списоците на УЧК и е достоен за директор на МКЦ. Одиме понатаму. Добро вечер. Добро вечер, Тина, на телефон Коста Бургов од Струмица. Прво да ви одговорам за анкетното прашање. Имаме ли култура за културата? Анкетното прашање е потребно ли е претходно искуство? Одното на душата ја сакам уметноста, пеев многу за старите холивудски звезди, за Грейс Кели. Државата ни денар не ми одвои за некој денар за да снимам квалитетен спот, но со голема љубов и срце се направени моите песни и портретите со главните звезди. Иако Чичко Светислав од Куманово ми направи портрети, што добјавме сертификати од целиот свет, од Индија, со мојот лик, со лико на Грейс Кели, толку сум среќен. А таквото, мислам, Македонски културен центар би требало, мислам, да се одржа. Вчера баш имаше на една телевизија дебата, беше една, мислам, министерка за култура, што беше за филм. Вика, ние филмовите треба да се дигитализират, немаме толку пари за да ги обновам, мислам, филмовите кои што са биле снимени за тоа. Вика, толку треба пари да се уложи. 2011 бевме, вика, врво во Европа, сега сме на дното, бидејќи не знаеме да си го заштитаме културното наследство во Македонија. Јас многу уложив за уметноста со големо срце и душа, иако државата не ми помогне ни скршен денат, со своји средства, со своја голема љубов. Пеев, мислам, ја може да погледнат на YouTube Коста Бургов, за моето творештво се зборуваше многу и сум среќен. И па благодарам, Коста, што се вклучивте и вие во црвена линија. Одиме понатаму на 02-307-0005. Верувам дека веќе имаме следен гледач. Добро вечер. Добро вечер. И на вашата екипа. Голем поздрав и до вас, секако. Вака култура, па да ми имаме ние култура. Каква е таа култура, да ми кажете? Да ги затвора бечети во парламентот, тамо е културата. Да ги заклучува. Таква култура имаме ние. Ние немаме никаква култура. Што е ова? Он беше тамо спикер и ова културата ќе кажеме. Прво, ние да се погледнеме, а не за бугарите да викаме. Бугарите нешто бараат, ама и они не знаат што бараат. Ние да идеме вака да правиме у Бугарија, дали они нас не трпат? Не, ни секунда. Одма ни даваат патот и парталите да се ги собереме. А нас не гледаат дека сме наивнички, дека можат од нас се да имат. Дури името си го продадовме, па натаму да не мислиме. А еве за тема, ве молам, пријатно. кажете ми дали, еве, никогаш може би сте биле во Младински културен центар? Бидејќи 50 години постои, има јубилеј. Не сум била во Младински, меѓутоа гледам тука како се однесуваат. Прво, младите не се многу одмерени. Прво од старите да гледаме, а после младите са исти како старите. Какво е дрвото, такви крушки раѓа. Толку пријатно. Така, благодарам и вам за јавувањето. Одиме повторно на Твитер. Силвија Плач напиша да му намалиш буџет на МКЦ од 25
милиони на 2 милиони е срамота. Една институција што работи добро да имаш и таа да ја разораш од инат. По јазик паштета ретвитнала. Што е тоа МКС уствари? А сметате ли вие дека имаме култура кон културата и дали воопшто ни е потребен младински културен центар ако вака се однесуваме кон него? И секако сметате ли дека претходно искуство во културата за вршење должност директор на културна институција е нешто што е задолжително? Добро вечер. Добро вечер. Секој добро, вие сте во црвена линија. Поздрав за сите слушатели. Гледач. Значи, МКЦ за мене и за повеќето што ме познаваат е едино цивилизирано место останато малце во нашиот милионски град. И со текот на годините све поуспешно работи. Зошто некој сака да го уништи тоа? Тоа е, нели, политика, како све што кога целата држава што не е, така и ова треба да се упропасти. Изреволтиран сум и не можам да зборам, пошто таму сум, Куските сум ги оздел, 96-та ми е првиот концерт таму. Драго ни е, пред се што се јавивте да го пренесете вашето лично искуство за МКЦ. Да, значи за политиката не навлегувам. Само знам дека луѓето што го работат моментално никад не било подобро, никад не било поуспешно. Поздрав до целата екипа, значи од луѓето што се у обезбедување, у организација, у сите. И многу ќе ми биде криво и ова малце што го имаме да го изгубиме. Целосно сте песимист дека всушност не иде добри времиња за МКЦ? Не, целата држава не иде на добро, не па ова беше едина светла точка за мене. Кај што можеме да отидеме и нели да не правиме, тоа е една голема фамилија усваи таму. Така. Кога и да отидеш ќе си најдеш некој познат, ако немаш со кого ќе си направиш мојот, ќе си најдеш. Големо благодарам што се вклучивте во црвена линија и колку што паметам гледачот рече дека од 96-та година го има и својот прв концерт токму во Младински културен центар. Ајде да видиме што ќе каже следниот гледач, значи ги охрабрувам сите оние кои што биле дел од ова МКЦ приказна да се вклучат и да го кажат својот став за последните случувања во овој културен центар. Добро вечер. Намалете го тонот на телевизорот, подобро ќе се слушнеме. Добро вечер. Ало? Добро вечер, црвена линија. Добро вечер, дали ме слушате? Одлично ве слушам. Благодарам многу. Значи го намалив тонот, односно го исклучив тонот на телевизорот. Супер. И би сакал да поразговараме на само две прашања. Прво, проверува ни целата емисија, а не само низ вашата емисија, туку и низ неколку многу други написиве околу ова смена на директорот или и така натаму поставување несоодветни кадри за директори на МКЦ. Прво, МКЦ не е македонски културен центар. Тоа да се разбереме. Е младински. Јас не ве следам преку телефон колку ќе успеам да ве чујам вас како водител. Добро, но тоа е младински културен центар. Така е. Од друга страна, многу е важно да се чуе и нешто за младината, отколку за културата, бидејќи културата како една, да речем, малку повозвишена тема се воспостави на вашава емисија, меѓутоа овде јас би удрил малку повеќе акцент на младината, поточно на она прва буква младински културен центар. Во тој младински културен центар, да речеме, еве јас долги години наназад сум учествувал, мислам пред многу години сум учествувал во креирање на моите музички групи, односно учествувал во моите музички групи, па таму сме имали настапи и така натаму. Значи тоа беше простор каде што младината особено се истакнуваше. Се разбира, културата никогаш не беше изоставена и културата е предзнак на МКЦ. Меѓутоа, просто сум како ви рекол, изненаден од непознавањето на луѓето кои ќе речат македонски културен центар.
Благодарам пред се за јавувањето, така да, ете, ќе посетиме уште еднаш и ќе повториме, МКЦ всушност кратинката е за Младински културен центар. Но, оние кои што гледаат Црвена линија, се разбира, верувам дека ќе го запаметат ова, па нема да продолжат да велат Македонски културен центар. А сега го зборуваме за нашиот однос како држава кон културата. Добро вечер. Добро вечер. Во Црвена линија сте, повелете. Благодарам, ајде нека за многу години на сите македонци денешниот ден. Нека е за многу години. А инаку за културата, уствари за не културата во Македонија. Дали треба претходно искуство за раководно место директор? Треба претходно исто и за овчар, не за директор. И овчар да иде треба да знае од каде испрати овците, каде ќе го предвиди патот на овците, каде да одат, а не па за директор на културен центар. Меѓутоа, кај нас ова е се за никаде. Се стават луѓе со несоодветни образование или купени дипломи на некои си места. Затоа ни пропаѓа Македонија. Затоа се распаѓа во секој смисол, по секој спој се распаѓа Македонија. Какви култури кога немаме ние традиција македонска? Кога децата даш сега се усмерили во дрога, алкохол, проституција, пушење цигари и се што е најлошо. Без тромка, упатеност во работа, во работна навика, во почит, во сврхопочит. Ние сме за никаде како градска лагодна нација, кобајаги македонска. Градовите се изопачија, тоа веќе не е македонско, тоа е западен стил на живот кој што не почитува ни родител дете, ни дете родител, ни ништо се. Благодарам и вам за јавувањето. Интересно дека многумина од гледачите ставаат акцентни или на она лична, персонална култура, односно како се однесуваме кон другите и не се може би далеко од вистината, но секако и една држава треба да има посебен третман кон културата, односно сите знаеме дека културниот развој е многу важен за личниот развој. Ајде да видиме што ќе каже следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер, дали се слушаме? Одлично се слушаме, во Црвена линија сте, повелете. Вака сега. Како што треба да има Младински културен центар, треба да има и пензионерски културен центар на ниво на цело Скопје и во секој град да има по еден таков центар. Ако сме нормална држава. Али за жал кај нас ненормалните се ставени на функција и предавници. Што сакам да кажам? Министерството за култура отворите една емисија, овие 6-7 години откако предавниците од ЕСД... Без навредливи зборови, ве молам. Не. А откако ја дадоа власта на ДУИ, во тој случај проекти од културата добиваат 90% албанци, а другите македонци само 10% и тоа минимални суми на пари. Направите една таква емисија и ќе видите како апартеид има врз културата на македонското население. Значи, тоа е многу битна работа, ако зборуваме за култура. Од друга страна, апартеид се прави за вработувањето. Значи, се вработуваат сега 5 пати повеќе албанци, него не само македонци, него срби, хрвати, босанци и не знам други националности. А не ли сметате дека некој може да биде и македонец и турчин, но дали ви е важно да има претходно искуство? Не е важно младите да го одберат тој директор и да биде докажан, да кажеме, поет, да биде... Со искуство во културата, предпоставувам. Добро, истече времето, но сега дојде и времето за реклами. Повторно сте со Црвена линија, онаму каде што веќе е време и да ги соопштиме резултатите од денешната Инстаграм анкета. Ке ве потсетам за следете не и на Фейсбук и на Твитер, сега ко профилот на Телма телевизија на Фейсбук и на Инстаграм Црвена линија. Оние кои што учествуваа во денешната анкета, еве како одговорија на прашањето. Потребно ли е претходно искуство во културата за вршење на должност директор на културна институција? Со да одговорија 100%, со не 0%.
И тука, драги мои, крајот на ова денешно издание на Црвена линија. Ве оставам секако на програмата на Тилма телевизија и ви посакувам убав викенд, а јас и вие во нашиот термин повторно заедно на некоја нова тема. Довидување.